Што подразбирате под слобода на изразување, медиумски слободи и активизам? Слобода на изразување е многу општ поим. Ние новинарите тоа го разбираме како слобода на изразување, да ги изнесеме сите факти без да навлегуваме или да навредуваме некој или да направиме нешто што не е во согласност со новинарските стандарди. Тоа подразбираме слобода за сите новинари, да го негуваат истражувачкото новинарство и да се утврдуваат фактите, без невистини и такви неболозни работи. Под активизам подразбирам активирање и на граѓанското општество, па и на самите новинари, да се вклучат во една, ајде да кажам, под знаци на наводници, во една битка за подобри услови на граѓаните во Македонија и да предонесуваат за тоа што можно побрзо да се реализира. На кој начин ги поддржувате или можете да ги поддржите слободите на изразувањето, медиумските слободи и активизмот и дали можете да ни дадете пример? Па на нашата телевизија тоа е и мотото. Слобода на изразување, медиумски слободи, примери има разни, но секогаш се стремиме и кај младите новинари и кај тие што не водат политики или на локална или на централна власт, на новинарите да им овозможат непречена работа, а и да известуваат во согласност со сите меѓународни стандардни професионални. Имаме примери кога, например, и во локалната власт, па и по централната власт дале сугестија на тие луѓе да им одговорат на новинарите кои кога барат одговори за некои работи. И стимулираме и младите новинари да бидат упорни во тоа што го барат и да се во постојна потрага по вистината. Дали за некој тоа е болна вистина, ама секогаш вистината треба да е приоритет за секој новинар и за секој друштво во Македонија. Дали се соочувате со притисоци од политичките и бизнис центрите на моќта и како се справувате со нив? Значи, можете и тука да наведете пример доколку има... Не, без оф рекорд. Оф рекорд, окей. Не, без оф рекорд. Зборувам лично сега. Во 20 и нешто години со новинарството сум изградил еден став, никогаш да не се приближувам до политичките партии. Вистина, имам пријатели во сите политички партии, но кога се работи за професионалноста, секогаш професионалноста беше во прв план. Например, јас ни на свечени вечери не одам кај политичките партии. Секоја чест на нив, ама сум изградил такав став што во професионалната работа никогаш не смееле да ми се меша. Работам од 94 година и можам да кажам слободно и јавно дека никогаш не сум имал политички или било какви притисоци. Од чиста причина што секогаш сум се водел од професионалност на новинарството. Вратите ми се отворени во сите политички партии. Можам да кажам, имам и некоја чест кај нив. Токму заради тоа што сум се водел од овие принципи. Балансираност во известувањето и двете страни во било каков конфликт. Тоа е целта на нашата телевизија и ја промовираме ова избалансираност во секој. Можам да споменам овде дека и власникот на телевизијата припаѓа на бизнис заедницата. Никогаш не сум имал од него интервенција за некоја вест или некоја информација. Чисто се водил кон уредувачката политика како ќе ја водат главниот уредник и директорот на информацијата. Многу е лесно кога еден газдар на таков начин, на таков пристапува кон еден медиум. И пак кажам, јавно можам да кажам, не сум имал политички притисоци од ниедна политичка причина. Од чиста причина што
не сум им дозволил да ми се мешат во редовачката политика. А сум поминал во многу турбулентни времиња од 94-та во ова наша, и во Тетово, па и во наша Македонија. Кои се вашите препораки како да се одбранат слободата на изразувањето, медиумската слобода, па и активизмот? Па една од препораките го спроведовме на дело, особено за овие локални избори. Ја инсталиравме дебатата меѓу спротивставените политички табори. Доста беа тие митинзи кога кандидатите за градоначалници ќе зборуваат на народот. Сега ги споивме 4 кандидати, ај нека зборуваат пред народот, нека кажат што имаат. И дали ќе ги исполнат тие ветувања што ние пак ќе реализираме дебати за 2 години да видиме што реализирале. На таков начин се потикнува слободата на изразување и медиумската слобода. Све зависи од тоа како ќе постапуваат и локалната, па и централната власт. А мислам дека ја научиле лекцијата. Новинарите се упорни. Новинарите по бркање на вистината ќе прават се и се што само да ја дознаат. И би им препорачувал повеќе време и повеќе простор да им оставаат на новинарите. Секоја институција да има свој портпарол. Секоја администрација да има своји луѓе каде новинарите ќе можат да барат одговори. Тие се локална власт, тие се јавна институција. Граѓаните сакаат да знаат што се случува во институциите и тие да бидат достапни во секое време и дури и во нивните веб сајтови да ги постават и телефонските броеви новинарите било кога да се појави. Тоа не била интенцијата и на овие работиме и во овие дебати, па и ќе работиме и во иднина.